По интензивната едногодишна активност за реконструкција и конзерваторски работи, споменикот на слободата го врати изгледот што го имаше во почетокот и средината на 80-тите години од минатиот век, кога беше изграден. Со своите мозаични фризови на површина од над 300 квадратни метри, се вбројува меѓу најголемите такви објекти на балканските простори, а со универзалните уметнички пораки на авторот Глигор Чемерски и со архитектонското решение на Радован Рагеновиќ, уште на почетокот беше оценет како врвно уметничко дело, кое со својата нематеријална вредност заслужува пошироко внимание. За жал, во изминатите децении споменикот и како објект и како уметничка инсталација незаслужено беше оспоруван, наградуван, запуштен, оштетуван и заборавен. И поради вообичената македонска немарност, а во еден период можеби и намерно. Сепак, поддршката што ја обезбеди амбасадата на Соединетите Американски држави, која преку амбасадорскиот фонд за заштита на културното наследство издвои околу 250.000 американски долари, придонесе да се спречи пропагањето на еден од најзначајните монументи во источниот регион. Во приказната за реконструкцијата и конзервирањето, повторно беше вплетена роднокрајна Нишка, преку ангажманот на уметникот Владимир Симеонов, кој потекнува од Кочани и со споменикот има директна поврзаност. Голем беше предизвикот, уште повеќе затоа што јас и авторот, сега за жал починат, бевме долгогодишни пријатели, соработници, другари, ми беше мој и ментор, и професор, и така натаму. Значи, учествував во 2004-та, точно на фризо што е позади нас, значи на реконструкција, на обнова, ја знам технологијата, значи начинот на работа, на изработка, и ете, после толку време, за жал, нели, дојде ситуација кога требаше да се обнови, за среќа дека, ете, и се обнови, се заврши, се направија радикални технолошки, значи, процеси, му се врати животот на зборам, нели, за мозаичките фризови, у односи на целиот, нели, објект овдека се среди со, нели, преку фирмата конзервација на архитектура и партерно уредување. Значи, беа многу од камчињата оштетени, однова се вратени, на некои цели делови од мозаикот е правена реконструкција, кај што беа отпаднати цели делови, нормално, нели, по фотодокументација која што се чува во архивите на ателието на Глигор Чемерски. Во текот на реконструкцијата и конзервацијата се работеше на заштита на мозаичните фризови со нови малтери од издвид, што биле користени порано, со хидроизолацијски премази, така што направено е заштитување за наредните најмалку 20 до 30 години. Му вративме кондиција и живот на споменикот, на мозаикот, а понатаму останува све, нели, до општината и до самата совест на граѓаните да го чуваат, да внимаваат на него, затоа што морам да признам дека 80% од оштетувањата беа придонесени од вандализми. Да, значи намерни оштетувања, пишување, шприцање, графити и така натаму. Дел од материјалот оригинален, кој што тогаш бил вграден, тешко беше да се најде, како успеавте да го реконструирате? Па добро, за среќа, значи збориме, нели, за специфичниот материјал, односно оние обојните камчиња, стаклата, ги најдовме во изворната оригинална, значи, форма со истите димензии, истите нијанси беа набавени, тоа беше сериозен процес. Грото од нив, нели, веќе се ставени, аплицирани на мозаикот, заменети се, односно старите оштетени. Другите природниот камен, значи, го имаме, нели, пошто Глигор Чемерски друго работел мозаикот, значи инсистирал да биде тоа камен, мермер, гранит, песочник, травертин во близината на Кочани и на Кочанско, да биде, нели, поавтентично, така да сето тоа беше средено, набавено, нашата екипа со моите двајца ветерани, со еден фантастичен момак. Успеавме заедно, нели, со фамилијата на Чемерски, кои што беа учесници у проектот, успеавме да дадеме максимум од нас, му го вративме животот, пак ќе кажам, светлината, убавината на мозаикот, се надевам дека понатаму ќе продолжат да го чуваат. Според Симеонов, големиот монумент на Лукобија, посветен на слободата, освен во локални, заслужува внимание и во пошироки рамки. Ова е еден, да не кажам, заспан джин на македонската култура и на уметност, некако неправедно е подзаборавен, заради тоа што, нели, се наоѓа малце настарно од метрополата,
Меѓутоа, верувајте ми, значи ова е тоа што во Атина го има, значи споменикот Акрополот, ова е Акропол на Кочани. Значи ова е феноменално уметничко дело со неверојатни значи уметнички вредности и самиот ракопис на Чемерски и монументалноста на објектот и нели плюс самата функција да биде нели ова еден вид театар. Ова наликува на еден храм без купол, значи со купол од право небо, така Стеван Станич има пишувано во еден од текстовите, така да не знам, мене секогаш ми убаво кога се враќам во Кочани, гледам нели да бидам надвор од кругот во последно време нели на културата и на уметноста, меѓутоа како родолюбец, како стар кочанчанец, цела моја фамилија живее овдека, плюс ме врзува нели комуникацијата, дружбата со Чемерски. Сега да не биде клише, муабетот ми е фантастично чувството кога ќе дојдем овдека и кога ќе го посетам во мозаик, плюс нели со целиот пейзаж од овдека со прекрасната убавина. Да направиме едно си жене муабетот, едноставно Дедо Боже небото ни дал све овдека што е од убавина и сега наша само да ја чуваме, да ја пазиме или у најмал рака брем да не пробуваме да ја наштетиме, да ја оштетуваме. По завршувањето на реконструкцијата и конзерваторските работи, а за да биде споменикот во комплетно, односно оригинално издание, неопходно е да се вратат и двете бронзени плочи во форма на полетани птици, што се наоѓа на влезните столбови, столбот на страдањето и столбот на отпорот, а на чии крилја беа испишени имињата на првоборците од Кочани и Кочанско, кои го дале својот живот во борбата за слобода. Исто така, старите фотографии од годините по изградбата потврдуваат дека на надврешната страна од двата странични ѕида со тенки бронзени ленти беа испишани мисли од Гоце Делчев и Јосиф Броз Тито, посветени на слободата. Обврска на локалните институции, но и на сите граѓани, е споменикот да се одржува и чува. Неопходно е конечно да се реализираат и културно-уметничките, просторните, хортикултурните и другите содржини, што беа ветувани во изминатите години, за да не остане повторно заборавен и препуштен на забот на времето.